Откако власта се пишмени за колективниот договор кој го потпиша со културните работници, сега реши да го менува законот. Синдикатот на културата на Република Македонија со остра реакција вела дека ова ќе биде кршење на уставот, бидејќи со новиот предлог нацрт закон за платите во јавниот сектор, собранието ќе ги менува по сопствена волја, како што сака, односно како во кризна или воена состојба. Оваа влада беше токму таа што го потпиша колективниот договор за култура, кој што е еден од најдобрите во државата, бидејќи го следи растот на минималната плата и со тоа трошоците за живот, и така да платите на вработените во културата со секој пораст на минималната плата добива соодветно покачување, што значи се движеше спиралата на платите на сите плати во културата. Очигледно овој начин сега мислам престана да одговара на оваа влада. Со овој предлог закон точно во преодните и завршните одредби се кажува дека сите колективни договори, а се мисли на колективниот договор во културата, престануваат да важат со донесувањето на овој закон. Државата ќе се претвори во убер капиталист. Улогата на синдикатите се сведува на минимум, вели Атанасовска и додава дека не очекувала од влада предводена од Социјалдемократска партија да се спротистави на синдикатите и колективните договори. Па не очекувавме искрено, бидејќи сметавме дека баш тие ќе бидат они што ќе се заложат за социјален диалог и за синдикализам и слично, и со потпишувањето на нашиот колективен договор, значи имавме едно добро позитивно искуство со оваа влада, меѓутоа еве како поминува времето и како дали од целава економска ситуација што се случува во државата, доаѓа до вакви несакани последици, каде што тука спаѓаме и ние како вработени во културата. Во годината која измина, власта не пропушташе да се пофали за повисоките плати на јавната администрација, но сепак селективно, додека во култура се очекува платите да се кратат, министерствата, главно предводени од ДУИ, добија енормни покачувања. Администрацијата во Министерството за финансии се офајде со плати повисоки за 32%, а оние во образование и наука добија зголемување за 29%. Од Синдикатот на културата предупредуваат дека со новиот закон за плати во јавниот сектор сите колективни договори може да станат ништовни, па ги повикуваат сите синдикати да им помогнат во намерата да се спротистават на, како што велат, ваквиот штетен закон.